Во увид на неколку големи проекти во Штип и Карвинци денес беа премиерот Мицкоски, подпредседателот и министер за транспорт и врски Александар Николовски и министерот за локална самоуправа Златко Перински. Во Штип во тек е изградбата на градска магистрална улица во продолжение на булеварот Гоце Делчев, но изградба на булеварот Партизанска. Денес е убав ден за градот Штип, убав ден за истокот, затоа што оваа сообраќајница ќе донесе развој. Активностите се започнати и очекуваме некаде при крајот на оваа година да биде ставена во функција, да биде ставена во употреба на граѓаните, а паралелно на истата да се изградат и секундарни сообраќајници до населбата Пребег, до населбата Мери, така да голема благодарност и очекувам активностите по однос на проектите кои што предмалку ги споделив да се со зголемена динамика, а за добробит на граѓаните. Во Таринци со пари од унгарскиот кредит се реализира така наречената сервисна улица број 5. Се работи за сервисна улица 5, дел од главната улица во неголемото населено место во општина Карвинци, тоа е селото Таринци, каде што е со должина купна од 400 метри должни и ширина од 9,5 метри, практично едно булеварско решение во нерубаното населено место, тоа е селото Таринци, со целосна тротоарска површина од двете страни и одводен атмосферска канализација. За министерот Перински најважно е што општините биле активни со проекти кои сега се имплементираат. Општина Штип аплицираше со 6 проекти во висина од 388 милиони денари, општина Карвинци аплицираше со 4 проекти во висина од 27 милиони денари и овие проекти не само што значително ја подобруваат инфраструктурата во рамки на сите локални самоуправи во Република Македонија, туку тие се и надеж дека во Македонија повторно ќе може соодветно и модерно да се живее. Од Министерството за транспорт и врски за Штип најавуваат нови проекти и поддршка. За општина Штип инвестираме дополнително некаде околу 70 милиони денари за водоводни и канализациони системи. Да најавам дека оваа година ќе имаме уште една таква слична активност како дополнителна поддршка. Тоа е едната работа која што сакам да ја кажам. Втората, заедно со градоначалникот работиме и во финална фаза сме на изработка на детален урбанистички план за Бањата Кежовица, која што треба да отвори многу перспективи за развој на туризмот, пред се на бањскиот туризам. Во Универзитетот Гоце Делчев во Штип беше отворена лабораторијата Marker Space, која е со следнава намена. Тоа е нашата нова платформа за иновации, истражување и развој. И овој простор не се само собите полни со алатки и технологија, туку е простор каде што треба да се сретнат инженерството и креативноста, простор каде што секој наш професор, студент, истражувач, предприемач или дури ентузијаст ќе може инспирацијата да ја претвори во реалност.